Голем дел од времето сите го поминуваме онлайн, без разлика дали тоа е на нашите мобилни телефони, таблети или компјутери. Затоа е важно да сме свесни за најчестите онлайн измами кај нас и како да се заштитиме од нив. Изминативе неколку години повеќе пати се случува името на АД Пошта на Северна Македонија да се злоупотреби со пораки кои ги добиваат граѓаните со невистинита содржина. Ако погледнете подетално, ќе забележите дека телефонскиот број од добиената SMS порака делува чудно. Се работи за број кој никако не изгледа како да е од нашите мобилни оператори. И тоа е првиот чекор за детектирање на измамата. Откако ќе кликнете на линкот, ве води на адреса која не е поврзана со сајтот на пошти, каде треба да вметнете податоци од вашата банкарска картичка, со што вашите податоци не само што може да бидат злоупотребени, туку е голема веројатноста дека средства од вашата сметка ќе бидат украдени. Затоа, мора да се внимава на веродостојноста на секој сајт каде се внесуваат лични податоци и податоци од платежни картички. Други чести измами според секторот за компјутерски криминал при МВР се лажните наградни игри на интернет преку социјалните мрежи, особено на социјалната мрежа Facebook, каде се отворат лажни профили на компании од нашата земја кои се познати и со долгогодишно постоење, со цел неовластено прибавување на лични податоци од граѓаните. Преку овие лажни профили се организираат наградни игри со подароци за среќните добитници, како на пример вредносни ваучери, мобилни телефони и слично. При тоа се бара од граѓаните за да учествуваат да кликнат "Ми се допаѓа" на страницата и на конкретната објава во коментар да напишат "Учествувам", како и да извршат нејзино споделување со цел што повеќе да се прошири лажната наградна игра. Потоа им се испраќа порака на граѓаните дека се добитници на награда и за подигнување на истата потребно е да ги дадат своите лични податоци, односно се бара да испратат слика од нивната лична карта од двете страни, со што потоа може да се злоупотребат овие податоци. Затоа внимавајте. Не треба се што ќе видите на интернет да кликнете и треба сите да бидеме предпазливи какви се профили следиме на социјалните мрежи. Секогаш мора да сме внимателни каде и со кого ги споделуваме нашите лични податоци и податоците од платежната картичка. Информацијата е моќ, но само ако е вистинита.